Добро вечер. Нова Cyber команда, втора епизода, трета сезона, која дојдовме до трета сезона. 58-9, не знам точно колку вкупно, но сигурен сум дека е втора епизода од трета сезона. Ако сакате да ги погледнете предходните, ги имате по сезони одвоено на Infomax YouTube каналот, прва и втора сезона, и сега ќе се направи подкаст веќе и за трета сезона. Мислам дека е добро повремено да чечнете, ако не цели епизоди, бидејќи знам дека ова е ново време, нема концентрација толкава, немаме толку слободно време и така натаму, но ние имаме многу добри по една минута рилс или кратки видеа во кои што се извадени поентите од она што го зборуваме. И како што ви реков на крајот од втората сезона, сега сум технолошки на едно повисоко ниво. Го сменивме форматот, тоа можете да го видите у претходната епизода, а и денеска ќе видите, бидејќи имам спремено, подготвено со режијата заедно 6 шортс, 6 кратки видеа, кои што ќе го илустрираат она што сакам да ви го покажам, за она што ќе зборувам, она што ќе го коментирам и она кое што сакам да остане како белег во времето. Значи, се согласивме, односно, повторив повеќе пати досега во минатото, во овие емисии, во овие епизоди, во овој подкаст ќе коментираме работи кои што во замена на други алатки или средства кои што би ја бележеле историјата, бидејќи нема веќе весници, нема неделници, Македонија е у една информативна дупка комплетно, информациите се контролираат. Значи, во отсуство на еден таков пристап, овие емисии, овие подкасти, овие епизоди може да бидат еден следоред, ако некој некогаш истражува да останат за веки веков, да се одбележи она што било моментално сега во минатата недела, меѓутоа за некое време историска околност, историска вистина или во нашиот случај најчесто историска трагедија. Трагедија затоа што имаме негативен избор, негативна селекција на првенци во политиката. Многу пати сум говорил досега, секаде кај што сум гостувал, дека политичарите, партиите и државата генерално, партиите кои што подосна праќаат во администрација своји лепачи на плакати и во принцип прилично ограничени луѓе, не секогаш да не генерализирам, меѓутоа, значи, политичарите, партиите и воглавном администрацијата ни се во слободен пат надолу по критичката моќ на расудување, по интелектуалниот капацитет и по честноста. Честноста е многу битна, затоа што вие кога сте во контакт со политичар или административец или партија, треба да се чувствувате сигурни дека нема за тоа што го барате да ви биде побарано да платите, дека не треба да ги корумпирате и после се ако сакате и дека треба да ја добиете услугата која што ја барате. Оти ние не сме тука ради државата, државата е тука поради нас. Легитимитетот на секој државен орган, на секоја држава како замислена целина доаѓа од поединецот. Ако поединецот е тој кој што треба да се тресе, да се нервира, да се секира или да е во стрес, кога е упатен на било каков допир со државата, дали е тоа административец, шалтер, дали е тоа инспектор, дали е тоа, па ако сакате, нотар, судија, извршител, државата треба да гради едно обратно чувство од она што го имаме до сега. Па затоа велам, ги бележиме и ги ставаме во еден следоред. Јас сакам да ги вадиме и да ги додаваме во овие епизоди најбитните елементи, најбитните моменти. Секако никогаш не успевам се да поставам. Еве, имаме за оваа епизода 6 вака бисери, што би се рекло, и начин на кој што ние и другарите во тешки муабети, значи со Мечка и Мичо, ги коментираме. Значи ние имаме еден друг подкаст, добро знаете, од понеделник до петок, каде што сме повеќе луѓе присутни и ги коментираме овие работи. Јас ја имам таа привилегија во сабота сам да се изборам. Тоа е една од потешките форми,
Треба концентрација, треба подготовка, меѓутоа, она што е потешко за мене е и поголем предизвик. Затоа велам и таа привилегија на крајот од неделата да направам на некој начин една сума сумарум и да извлечам некои од работите во една згусната форма, да ги прикажам пред вас, да ви ја исполнам празнината ако нешто од ова сте промашиле и се надевам да ве оставам во добро расположение и да ве насмеам, затоа што голем дел од овие негативци, луѓе кои што се избрани по принцип на негативна селекција, кога ќе дојдат во позиција, значи кога ќе бидат поставени, не знам, за министри, за пратеници, директори, првенци, каде и да се, почнуваат нивната тапост, простотилук, неедуцираност и лимитирани интелектуални капацитети многу по-лесно да се гледаат. Знаете што? Во партија, во една контролирана атмосфера, каде што нарачките за пресконференции се теледиригирани со новинарите, каде што целата ситуација е контролирана, нивната глупост, простотилук може и да не се приметат. Знаете, ќе го исчитаат текстот, ќе го научат, ќе го прочитаат 10 пати, од телепромптери читаат и така натаму. Новинарите односно, се извинувам, не новинарите, туку луѓето што се представуваат како новинари, а се продолжена рака на партиите. Значи, они ќе ве прашат точно контролирано прашање и во такви ситуации господинот премиер, професор, доктор, пријател, другар, прв братучет, втор братучет, врховно политичко суштество, Мицковски, знае да каже благодарам за прашањето. Да, благодарам затоа што ние ви кажавме што да не прашате. Значи, во една таква ситуација може глупоста и да не е манира. Значи, може и да не се види. Меѓутоа, кога ќе попушти стегата, кога ќе дојдете на парламентарна говорница, кога ќе дојдете пред новинари кои што не ги контролирате, глупоста, простотилукот, злата намера, лагата и тоа како се видливи. И затоа велам, извадив за вас, ги имам тука, ќе ги гледате, како што реков, во оваа епизода, покрај мене, ќе ги гледате 6 бисери на неделата, па не знам, се мислам, еве, пишете ми во коментари, може би не е лошо и да направиме рубрика Бисер на неделата, кој што вие би го одбрале, во коментари би гласале за она што го гледате, што е најголема глупост во оваа недела или што е греота да се фрли, да не биде одбележано, да не се почудиме, да не се насмееме и да не ги доведеме во ситуација барем малку да им е незгодно. Знаете што? Колку се по-глупи и по-прости и по-високо у државната хиерархија, а изберени поради тоа што се блиски со некој, или што се гребат со некој, или не дај Боже така се збори, легнуваат у кревет со некој, затоа сум и на суд на апелација. Ги победив у прв степен, знаете за тоа. Ме тужеа за 20-та, дека не направиле влада и парламентарно мнозинство ради моите изјави. Дотолку повеќе тоа мотивација, уште повеќе да зборам, бидејќи едно слободно општество треба да стимулира слободен говор. Треба да разбива мистерии и тајно здружување, подземно здружување во партиите каде што они прават што сакаат, ама никој да не дознае. Значи, доколку се сложите, еве ќе ми пишете во коментари, ќе се потрудам и некако тоа технички да го изорганизираме, да имаме бисер на неделата од она што ќе го пуштаме, или евентуално не го пуштам јас, а вие мислите дека е бисер на неделата, па ќе го избациме во наредната епизода. Во секој случај, има бисери многу. Ќе биде неверојатна компетиција. Глупости се трескаат на сите страни. Они сметаат дека вие тоа не го гледате. Они сметаат дека според теорија на хаосот ќе ве затрупаат со информации, ќе ве затрупаат со лажни наративи, ќе одвлекуваат внимание на небитни приказни и дека сите овие работи на вас нема да ви бидат воочливи или дека ќе поминете бегло преку нив, а нема да ги анализирате. Па еве да почнеме, ако се сложувате, со првиот бисер на неделата. Тоа беше огромна најава дека ќе има дестабилизација. 3 недели збори
дестабилизација. 3 Денес недели. вика нема да има дестабилизација. 3 недели. Прави паника у јавноста. Бунтови ќе се туи правеа. спремале, не знам, бунт ќе Вооружени правеле, групи, вооружени напад групи од ваму, чај напад до, од таму. Филмови праење. Денеска вика, не, ја не верувам дека ќе има Натали убаво вели. Дестабилизација не се најавува. Дестабилизацијата ја решаваш, не можеш така. Како е тоа најава, не ќе правиме ние игра, ќе играме јампа у најава. Има институции, има безбедносни сили, си ја решаваат ако има некои информации дека ќе има дестабилизација. Мицковски на секој излагање ќе има дестабилизација. Па чеке бе, ти не си презентер на временска прогноза, ќе има облачно Браво. време, ќе има град. Абе луѓе не се најавува Значи, деконструирана. дестабилизација. Одиш и го решаваш Значи, проблем. дестабилизацијата деконструирана. Не се најавува, бе, господине професор, доктор и све друго. Преска подоле кажав што си, имаш 100 титули, браво, свака час, супер си. Најбољи си, најубав си. Но, некој не мислел така. Значи, не се најавува. Со дестабилизација се справуваш. И добро ти вика, ти не си презентер на вести или на временска прогноза. Но има од мојата маленкост една поинаква перспектива, ако дозволуваш, господине професор и доктор, и лидер, и све живо. Ти лажеш за дестабилизацијата. Ти одвлекуваш внимание. Ти правиш замена на тези. Ти купуваш време, затоа што ништо друго и не ни работиш. Освен кога те болат колената, па леташ са по 10.000 евра карта од наши пари, не од твои пари. Повторувам, од наши пари, не од твои пари. И пак ќе се вратам на она. Државата, ние не сме тука поради државата за која што ти мислиш дека ти си државата, као Луј 14, него државата е тука ради нас. И за оние што не знаат што значи министер или праим министер, бидејќи објаснувањето, дефиницијата на зборот доаѓа од британскиот систем, па еве, господине премиер, професор, доктор и све друго, председателката твоја, Гордана Силјановска-Давковска, ги предава овие работи, па еве, подпрашаја од Магна Карта Либертатум, па до министер и праим министер, што е значењето на зборовите? Министер е слуга. А праим министер е оној од сите слуги, групата на слуги, кој што одел од групата на слуги до кралот да му пренесе што овие министри или слуги разговарале и го информирал кралот. Тоа е праим министер. Не си ти ни дел од кралско семејство со таа позиција, нити државата почнува и завршува ради тебе, нити си битен, па ако тебе те нема, ќе пропадне државата. Ништо. Ти си таму да завршиш работа. А во таа работа, во описот и пописот, не ти е, као презентер на временска прогноза, да го плашиш народот дека ќе има дестабилизација. Имаш под контрола полиција, војска, тајни сили, јавни сили, вакви кодоши, онакви кодоши. Иди реши го проблемот и не замарај. Плаќаме за тоа. Имаш плата 4-5 илјади евра со све додатоците и погодностите. Да, окей, живееш као кралско семејство. Се носиш као кралско семејство. Но имаме и за тоа издвоено еден бисер. Сите оние кои што од голтари милионери и владеја со Македонија изминативе 7 години. Прво вака, една работа да те прашам. Пред да станеш советник во владата на Груевски и директор на Елем, ти што беше? Да, пред да Бизнесмен, станеш. богат Што човек, беше? богаташ. Јас знам. Што беше ти? Да ти кажам што беше? Не, Пред не да беше станеш богат. советник на Груевски? Ти не беше голобрадо Дечко, јас момче, знам беше што ти беше. голтар. Кога стана ти У со Фонко Саат и работеш. Ивеце и со Бриони и со Зења да се занимаваш? А? Од секогаш ти си бил на висока нога? Така си роден? Демек овие голтари биле стари милионери, а ти пред да влезеш у владата на Груевски како советник што беше? Со што влезе таму? Со Rolls Royce? Со такси и со Casio, со Digitron Casio. Сега Ивеце. Ова е точно. Еве, првиот меѓу слугите, или ако ја деконструираме позицијата прайм министер,
има своја генеза. Јас знам дека не доаѓа од кралско семејство. И нема да навлегувам у тоа. Престани да ги вреѓаш луѓето голтари дека биле. Колку повеќе ги вреѓаш луѓето, толку повеќе ти наличуваш на еден таков. Ој решавај таму ако крадел некој затвори го. До кога ќе глумиш? Што мислиш дека некој ти го купува ова што го збориш? Па секој ден стануваш се посмешен. Ова е пародија од политичко однесување. Од узгора на тоа, употреби еден тон на лаги, политичка измама. Ти зборуваше и твоите за никогаш Северна само Македонија. Ти зборуваше Македонија ќе ја враќаш, ќе била горда, твоја. Оди излези на улица да видиш колку се горди луѓето. Од твоите изјави, од твоето правење, ништо. Направете си, пошто знам дека многу сакате да истражувате јавно мислење, проверете колку е популарно тоа што се возиш за 10.000 евра до Вашингтон, до Њујорк, правиш интервјуа со МТВ во Њујорк на 50 спрато до Белкодер. Проверете, ставете прашања, такви, конкретни. Океј, си ги начекало овие од другата страна суртуци од СДС, па може да мислиш дека свети е дозволено. Ма народот гледа. Народот гледа, едниот се чуди, другиот се смее, третиот се кае. И веќе почнаа, што е пребрзо и за мене, да зборуваат рацете да ми се исушат кај гласав за овие. И ја велам, не, нека не ви се сушат рацете, си погрешивте, а овие за кои што гласавте, се они одговорни, затоа што ве лажеа, затоа што организираа конвенции, имаа билборди, целата кампања се базираше на тоа и претходно делувањето не е легитимен Преспанскиот. Ако му го земеле мандатот он, односно и немало да каже Северна мандатот да му го одземат. Па после изјавуваше дека ма какви американци, овој Преспанскиот не е завршена работа, додека он е ВМРО. Значи, Луј 14, јас сум државата. Додека он е ВМРО, а не е, мислам, знаеме, сите, мислам, барем оние што, нели, уклучуваат, сега тие што се на оф, ако има исклучени, pardon my French, не е моја работа, но лажеше, базираше кампања, популистичка, врз основа на тоа што сакаше членството да го чуе. Лага, измама, манипулација и злоупотреба на името ВМРО. Затоа што знае дека честните патриоти, македонци, луѓе кои што дале жртва семејна у претходните генерации за Македонија, од Илинденско востание, пред Илинденско востание, Балканските војни, Првата, Втората светска војна, меѓу војните, после Втората светска војна, во комунистичките зандани, на Голи оток, во Идризово, стрелањата по Македонија, ликвидациите без судења. Голем број на фамилии имаат семејна жртва за ВМРО, затоа што ВМРО пред 90-та е еднакво на Македонија. ВМРО е синоним за Македонија. И според Стојан Христов, значи проминентен писател од светски ранг, по потекло од Македонија, а читан од ФДР, значи од Рузвелт. И книгата од Стојан Христов е најдена покрај креветот кога починал Рузвелт. Значи последното нешто што е читано од амерички председател, според тој Стојан Христов, единствено инаетот на ВМРО го има оставено во живот терминот Македонија,
кога сите се откажале тој термин. После Потелбата, 13-та, Букурешткиот договор, Првата светска војна, санкционирањето на поделбата, станувањето на овој дел Вардарска бановина, Пиринскиот дел, Егејскиот дел и дел во Албанија. Само поради, според Христов, значи еве да не генерализирам, а вие истражувајте. Јас тоа секогаш го велам. Дај Боже да су мотивација за да продолжите да истражувате, да чечкате, да се доинформирате, да учите, да напредувате, да станете поинформирани за ова, за да помалце може да ве манипулираат. Значи, според него, според Христов. Книгата е конкретно Херои и убийци. И јас сум ја цитирал и со тоа го почнувам воведот во црните страници на Удба. Затоа што сум фасциниран од жртвата на ВМРО, историското ВМРО, и сум фасциниран од гениот. Како е тоа опишано? Што значи таа жртва? Затоа што по поделбата на Македонија, господине професор доктор, еве едно мало предавање за тебе. Иако нели ти све знаеш, ама еве можда ќе се осмелиш. Може ќе ти падне у некој дел од денот егото, мислам на егото, нели? Значи, со таа жртва, со гинење и со тероризам, кога е затворено прашањето, значи поделбата на Македонија е затварање на македонското прашање. 913, до кај е Стоун? Почна ли битката? Па не случајно ги пуштам и овие. Ова е тоа. Ова е тоа што не сте вие. А го користите вие да се представите како нив, а не сте. Не сте. Значи, нема допирна точка. Кој што реков у една од емисиите, у Тешки мовети, од 9 букви, ни една од 9 букви не сте. И пак да се вратам на Стојан Христов. Значи, поделбата на Македонија, за да затворам поентата, па ќе се придвижиме кон други бисери, можда кон Марија, или Владко Ѓорчев, или Прилеп дека гори, ама, нели, од Шведска се наблюдува промптно од страна на градоначалникот. Но ќе дојдам до тоа. Поделбата на Македонија е затворање на македонското прашање, но како? На штета на македонците. Не постоиме, избришани сме. Светот сметал во тоа време, во кој што учествуваат сите големи сили, освен Америка, дека македонското прашање треба да се затвори со поделбата на Македонија и непостоење на македонците. Е, тука вели Христов. Од инатот на ВМРО, и тоа го пишува он 1931 година. Поради инатот на ВМРО, остана отворено прашањето на Македонија и името, и не премина во историски термини од античкото време, како Тракија или Мизија. Со својата жртва, ВМРО го држеше отворено прашањето во цела Европа. И така се вгради во историскиот контекст за постоење на оваа држава, иако левичарите тоа сакаат да го негираат. Но добро, идеолошки пристап е тоа и нивен проблем, не ме засега. Има луѓе кои знаат. И сега, у цела оваа, овој следоред, оваа историска низа, како сте вие ВМРО, со изјавата дека, епа, тоа е изгласано, е меѓународен договор, бе, гинеле луѓе, бе. Убивале кралеви во Марсеј. Гинеле луѓе за каузата. Животи положувале. Убивани се по затвори, емигрирале. Никад не се вратиле, не се откажале од идејата. А ти колената те болат. Демаскиран си. Значи, демаскиран си од ова враќање назад. Нема. Затоа што више не можеш да се криеш позади белата палата и контролирани наративи од тие што ги пишуваат текстовите до тие што се извршители да ги спроведат текстовите.
Нема да искочиш од тоа. Ама затоа можеш да ги ставаш овие што ги ставаш да се брукаат. Еве една брука, например, Во говорот, Во, ако добро преброев, ликот на секоја страница го плотеничката спомнувате Марија, Мицкоски, која што е а многу вкупно активна, го спомнувате многу 11 расположена, пати. 12 благодарам се држи. колега Петрушевски. Пребројте си да видите Дури колку сте поправки обседнати со прифаќа од Христијан некој си Мицкоски. Петрушевски. Овој вика Шота ќе си игра во Скопје. Оваа број колку пати го Тука споменале е Мицко. проблемот. Абе, Македонија, вие горда ќе ја правите, ќе ја браните. Вие ништо не можете да одбраните. Пред нејзе беше овој. Пред нејзе беше. Јона не слуша дека се понижува целиот македонски народ од таа говорница, од коалициониот партнер. Мицковски ми го спомна. Да видиме кој- 12 пати. Како се дрзнавте Мицко да го спомнете? Како се дрзнавте Мицко да го спомнете? И добро вика и Милош и Мечка. Овој ти зборуваме за Шота. Уринира врз тебе. Ама добро од коалицијата ти е. И ти имаш наредба нив да не ги спомнеш. Па треба ли, почитувани гледачи, да експлицирам за интерпелацијата на оној косовар од Гаши? Треба ли да експлицирам? Не знам дали гледавте. Па тоа беше трагикомично или кој што вика господинот лидер, професор, доктор и све друго, трагична комедија. Значи, треба ли да експлицирам што беше поентата на интерпелацијата? Па не од Левица, абе од Путин ако сака нека дојде, или од Камала Харис, svejedно. Не се гледа од кој доаѓа. Се гледа суштината. Имало ли револвераши на аеродром или немало? Укината ли е границата према Косово или не? Патувал ли со сопругата у Вашингтон или не? Злоупотребували ли средства или не? Не смеете да Ој вика Шота ќе се игра и тоа ти стипулира Тирана, Приштина, Косово. Па што е тоа ако не е голема Албанија? И ти искачаш, бе, другарке. И ти броиш Мицко кој колку го спомнал. Па тука не можам да ти помогнам. Значи, како вика нашиот народ, човек сам што ќе си направи, никој не може да му направи. Токму тоа ти се случува сега. Сега си на ветрометина. Повисоко од тоа нема. Ветар дува од сите страни и има луѓе и критички што исследуваат што зборуваш. Не е ова месен комитет. Не е ова партиската комисија за култура, каде што бев ко-председател, каде што доаѓаше да ги зимаш записниците. Како нов Светозар Вукмановиќ Темпо. Не е ова таа комисија од каде што еве за прв пат искача муабет, бидејќи се работи за Коза Ностра, каде што некој те пратил да ги земеш записниците и на моје прашање, чекај бе, записник од комисија. Тоа е историја. Да ми кажеш, ама не се плашиме да не излезе у јавност. Не е Марија ова таа комисија. Ова е отворено поле, широчина и дува од сите страни. И ако продолжиш со вакви изјави, Бога ми, ќе бидеш секоја емисија кандидат за глупост на неделата. Не е ова таа комисија. Пројде тоа време, кога некој ќе те прати од горе, да ги собереш документите. Пројде тоа време. Ако другите суртуци што седат у комисијата, ќе ќутат, ради тоа што чекат да бидат директори на театри или на други културни институции, ќе ќутат. Ама ја те прашав, со која право собирате документација? Бидејќи од 90-тите години бев член на таа партија, дома имам 20.000 страни записници од извршни комитети, централни комитети и други настани на партијата. Па тоа е историја. А вие сакате историјата да ја контролирате, да соберете записници. Марија у некоја друга прилика ќе обелоденам и за средбата кај Груевски. Но еве, доста е за денеска.
да почекаме да се истакнеш со твоите Paramount, величенствени одбрани на професорот доктор Лидер и така натаму. Мицковски. И добар ти е записничарот, секундант, што го спомнуваш во видеото. Тоа ви е нивото. Тука сте по нивото. Но друг пат пробајте, за да не се брукате, барем да спомнете и за Шота и барем да видите дека додека вие го браните професорот доктор Лидер и све друго, овие ви прават пред очи голема Албанија. А на таа тема имаме уште еден бисер. Денеска си прават собрани лидерите на политичките беше партии, ден, министрите, директорите, координација си прават како паралелна држава, Ама, па како паралелна не како. влада. Која е потребата надвор од седница на влада или надвор од влада ти да координираш избрише било што? како. Ова е Добра поголем сугестија, скандал да, дури и од она да изет меѓутоа што ги имаше собрано. Таму беше проблем најголем албанското знаме. Еве ги. Ау си имаат паралелна влада, па да. На шо личи? На паралелизам. Не, ова е слушаме, федерација. ало, Марија, Така функционира се слушаме. федерацијата. Долниот дом на парламентот, не знам. Седница на влада на федералната едик. Ова доаѓа после интерпелацијата. Сега ќе земат уште повеќе сила. А ти, Марија, само број колку пати. Ај, супер. Еве една задача за тебе. Изброј колку пати сум го спомнал професорот и доктор и господин и братучет и лидер и најдобар професор на сите времења и со најдобар просек и со најдобри тези и со најдобар докторат и све. Вашиот лидер Христијан Мицковски. Изброј ме интересира. Ја мислам поише 12 пати сум го спомнал. Тоа значи дека сум опседнат со него, така? Или нешто друго покажува за тебе. Ќе остам само да заклучиш, а овде ќе кажам дека да, сега после овој циркус, наместо се смират после интерпелацијата, они уште повеќе покажуваат сила. И си прават да, според сите показатели голема Албанија. Координацијата која што си ја прават е да видат што контролираат, а она што ја ќе прашам скромно, ако може, до професорот доктор и врховен авторитет, барем за Марија, дали вие знаете што правите, што ви прави коалициониот партнер, и дали знаете дека додека ја манипулирате јавноста ви се ствара проект. Односно, моја грешка, I stand corrected, не се ствара, се спроведува, пошто од претходно се ствара. Еве еден пример. Знаете за учебникот кој што е унифициран, албанската читанка, унифициран за Албанија и за Косово, кој што на големо се дели од вашиот коалиционен партнер, професоре, доктор Братучет и све друго, во Тетово. Видовте градоначалникот го делеше со еден севдах, едно позитивно расположение, дека и у трета држава истиот учебник се дели, на што вашата министерка, она што се извинуваше во штип за Северна Македонија, вели дека тоа било, како рече, помагало кое што е одобрено и не е од официјалната програма, ама може како помагало да се користи. Ама одобрено од Министерството претходно. Па нели вие ќе ја дедуизиравте и деалбанизиравте Македонија? Нели ќе создадете заеднички вредности и ќе ја вратевте Македонија на свое место? Во добар правец кон, нели, Европска унија, соларниот сончев систем и понатака кон млечниот пат. Правецот го фативме со вас. Престанете да манипулирате. Можете како министер, тоа е тоа што го користат како алатка. Манипулација, покривање на наративи, правење на пресконференции и така натаму. Јас се спротивставувам и тврдам дека како Министерство за образование можете да го забраните. Имате алатки, имате овластувања. И има примери претходно на забранување на несоодветни помагала, како што вие ги нарекувате. Ама не смеете да ги забраните. Ќе ви се наљути поголемиот коалиционен партнер со помалку пратеници во парламентот, кој што сега го покажавме како си прави паралелна влада. Поголем зашто?
Па затоа што е представник и на Косово и на Албанија. Ке ви се свртат сите против вас. Затоа мора да слушате. Затоа сте вие помалиот коалиционен партнер. Не сте вие поголем. Вие имате само привидно поголема бројка во парламентот. И немате ништо од ВМРО, и од ДПМН. Кој што реков, ни едно од тие 9 букви. И затоа ќутите. И убаво е да си признаете. Немојте да лажете дека не може. Може да се забрани. Но ќе кажете, се извинувам, ние не смееме као помал коалиционен партнер во владата, кој што глуми заштитник на ВМРО и на македонците, да им кажеме ништо на влем. Тоа ќе биде коректно и ќе ве поздравам, браво, конечно си признавте. Затоа што за друго бевте бирани. И знаете и сами. Што ни остана? Ајде да го видиме сега уште еден од бисерите. Иако Милет моментално дека сум горал. физички отсутен, сакам да ви уверам дека континуирано ја следам ситуацијата Физички со големиот отсутен. пожар кој ја зафати областа Мариел. Фала, Да. чим Ама ја следите. целосна да координација Домајчински и честно. Мојата посета во моментов во Шведска заедно со градоначалникот на Битола, представници од општинската администрација и ЈКП Комуналец беше претходно планирано и пред воопшто да почне. Посета Шведска. Па што седиш, врати се одма. Ако си загрижен за Прилеп, Добре, бе, Прилепчани, брат, се Мариово. Вие сте нашите герои. Среќа што имаме херои пожарникари, значи ако оставивме на градоначалници ме свршиме работа. Ај, овој будели ги правиме. Според најновите податоци од мерната станица на Центарот за јавно здравје, квалитетот на амбиенталниот воздух е во рамки на нормала. Ти што мислиш дека овие од Прилеп се мрднати луѓе? Дека не знаат што дишат? Ау, амбиенталниот воздух е во граници на нормала. во Прилеп. Джошуа вика, поздрав дечки, поздрав О, од Прилеп, Македонија, низ што град те не гази. се дише. Не, Абе, бе, вика ајде. Борче вика, Влажно. согласно овакво, нормален е амбиенталниот воздух. Имав мала интервенција од режија дека почнала друго видео, заврши мистон. Ја го оставив на 30-40 минути, мислев дека ќе ја завршам емисијата, ама очигледно глупостите на нашиве весмеровци и бранители на македонската кауза ме инспирираат да зборувам повеќе. Па, ако не се служувате, односно ако се служувате као контраст, да видиме и цивилизацијата како изгледа. За разлика од ова што го покажа Мечка и од амбиенталниот воздух на градоначалникот на Прилеп. Абе, дали сте токму со изјавите што ги давате, со статусите што ги пишувате за лајкови? Дали сте токму? Абе, кого манипулирате? Кого заебавате, да ми простите на израз? Абе, од Шведска има секој ден, ако не од Шведска, од Данска, одма можеш да се вратиш ако ти стало до тоа дека ти гори општината, градот или околината на градот. Ама дневничка, плюс наплатичка од 2000 евра, плюс таму глумење градоначалник на некоја општина од овде, плюс манипулација на емиграцијата. Па нека гори у Прилеп. Еве тоа беа, значи 5, имам уште едно. Па се надевам дека нема да ви е претежок изборот за глупост на неделата или бисер на неделата или нешто слично. Ќе видиме како ќе ја наречеме како ќе ја наречеме рубриката. Имаме уште за Владко Ѓорче. Да пуштам? Сакате да видите? Национален координатор за ништо. Владко Ѓорчев, национален координатор за демографија и млади. Новите лица на ВМРО. Владко Ѓорчев викаше се откажувам од политиката, доста беше, сега ќе одам во приватен бизнис, маркетинг агенција ќе отворам, се Отиде опрости приватен од бизнис. сите и оп, национален координатор за демографија и млади. За него имаше една правилна дефиниција. Владче клатиглава. Клатиглава. Со клатење на главчето вака, цел живот е на државна цицка. Владче клатиглава. Се проба во приватниот бизнис, виде дека е апсолутно неспособен да работи приватен, реален сектор и си се врати на државна цицка. Можам се кладам дека ова ќе ви биде едно од бисерите на неделата. Мислам дека ќе се думате меѓу Марија и Владко и дека Марија ќе победи како бисер на неделата, меѓутоа оставам на вас. Еве, погледајте ги уште еднаш видеата напред-назад. Ова е таа земја на очајот, земја каде што е битно да клатите глава, да чешкате некого по, ако сте машко и ако не е геј, да го чешкате по рамо,
ако сте женско, има и други, нели, вакви. Не можам поексплицитно, пошто пак ќе ме влечкат по судови. Ама добро знаете, нели? има многу ВМРО-вци у тоа ВСМР. Сега се они поделени ВМРО-вци против ВСМР-овци. Ова мислам дека е Марија од ВСМР-овците. И не сме, пак ќе кажам, поексплицитно зашто ќе ме влечкаат по судови, ама добро знаете. Ако не знаете, распрашајте се по местните комитети. Добро се знае кој е кој и кој како напредува. Веќе убаво се кристализираат лепачите на плакати и бројка што гласа и елитата, која што е мултимилионерска, нели, голтари, како што вика овој врховниот ајатолахот, голтари и милионери. Ама, зборејќи за другите, прави грешка дека всушност го исцрта неговиот простор. И да, голтари се обичните луѓе и мислат како да го скрпат од први до први. Простете ми се смее душата од ова све што го гледав. И не можам више ни сериозен да бидам на тема. Се надевам барем малку дека ве расположи. И ги исцрта и неговите милионери, кои што сега ќе бидат уште побогати, затоа што се, да, суверена политичка елита, со неограничен пристап кон државниот буџет, со огромни плати и привилегии. За тоа ли гласавте? Не знам, размислете си. Ова беше втората епизода на Cyber Команда од третата сезона. Благодарам што ме гледавте. Претплатете се на Infomax YouTube каналот. Бидете често со нас. Ние коментираме без задршка. Овде нема да има нарачани наративи, како ние несреќи кои што го прашуваат ајатолахот на договорени пресконференции. Ние ќе ги коментираме како што ги гледаме на наш начин и објективно работите. И никош не заборавајте. За се што ни се случува, виновни сме ние самите.